Почитувани патници, ве поздравува вашиот капетан на ова свечено патување. Добре дојдовте на лето 2025 на СОУ Јосиф Јосифовски, со дестинација најдобрите за најдобрите. Ве молиме внимателно следете ги инструкциите на кабинскиот екипаж. Седнете, раскомотете се, исклучете ги вашите мобилни телефони или ставете ги во режим на летање. Но не заборавајте да ја вклучите поддршката за сите учесници и да уживате во секој момент. Нашата рута вклучува неколку станици за аплауз, доделување на заслужени признанија, спортски моменти полни со енергија и кратки театарски сцени кои ќе ве насмеат и замислат. Почитувани патници, нашиот екипаж е подготвен. Сцената е ваш прозорец и е подготвена за полетување. Ви благодариме што патувате со нас и ви посакуваме пријатен лет. Почитуван директор на Средното општинско училиште господин Александар Кариджаков, почитувани гости, ученици, професори, родители, баби и дедовци. Нека вечерашниот повед на манифестацијата најдобрите за најдобрите биде подсетник дека образованието е патување на кое со радост треба да му се препуштиме и да уживаме. Тоа патување не завршува со диплома, туку трае цел живот. Исполнето е со предизвици и убавини, мудрости и знаење, успеси, нови пријателства, откритија што го менуваат светогледот и безброј спомени. Вечерва сме овде за да ги пофалиме најдобрите ученици во учебната 2024-2025 година. Но најпрво ќе се заблагодариме на оние кои што беа наш поттик, наша поддршка и инспирација. Драги професори, ви благодариме за знаењата и вештините што ги добивме од вас, за разбирањето, искрените совети, убавиот збор, подадената рака. Вие го препознавте нашиот потенцијал и не охрабривте да го развиеме.
Вашата посветеност е темел за нашиот успех. Доказ за тоа се вечерашните награди на општинско, регионално и државно ниво. Општински надпревар германски А2 ниво 9 ученика. Германски Б1 8 ученика. Еден есеј библиотека Гоце Делчев и зонски надпревар кошарка прво место 11 ученика. Регионални надпревари. Прва награда музички и уметности. Прва награда хорови и оркестри. Трета награда македонски јазик. Прва и втора награда по химија. Трета награда по физика. Прва награда по германски јазик. Две трети награди и една втора награда по математика. Втора награда по машинска струка. Втора награда по англиски јазик. Две трети и две втори награди по биологија. Трета награда по футсал, шеста категорија за 12 учеснички. Втора награда за ракумет, женска категорија исто така за 12 учеснички. Континуирано учество во драмската секција Дон Кихот, ментор професорката Даниела Чишева, Зоран Кондурчиев, Весна Делева, Слободанка Николова, Петја Спасовска, Ивана Груик, Илија Маркудов, Петар Баласкаров, Јована Ѓореска, Катерина Попова, Бојана Басова, Билјана Јанчева, Горче Стевановски, Давид Кокочев и Ѓорги Калов. Благодарници за Тоше Ангелов, Мартин Јанчев, Ангела Сачанова, Леја Попкостова, Иван Ничев, Јордан Кузманов, Александар Карајанов, Сара Пошкова, Јасмина Јованов, за континуирано учество во драмската секција Титанија под менторство на професорката Жаклина Атанасова. Благодарница на Слободанка Николова за континуирано учество на медиумскиот клуб Јоска под менторство на професорот Тони Аврамов. Исто така, благодарница за Ивана Груик за континуирано учество на медиумскиот клуб Јоска под менторство на професорот Тони Аврамов. А сега го повикувам директорот на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски, господин Александар Делиџаков, да им додели пофалници за државни и меѓународни надпревари на најдобрите ученици. Почитувани професори, почитувани ученици, родители, драги гости, добра вечер. Вечерва го чествуваме завршетокот на учебната 2024-2025 година. Ќе заокружиме уште една за нас плодна и успешна година. Година во која што докажавме дека нашето училиште со право го носи епитетот најдобро во регионот. Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија е регионален центар на средношколското образование и како такво ја понесува одговорноста за избор на потврдени вредности при организација на комплетната работна дејност со однапред утврдени цели, со однапред утврдени задачи кои што соодветствуваат со личноста на ученикот во чекор со времето и со сите нови иницијативи и со сите нови трендови во образовниот процес. Со успешно реализирана настава и со започнување на нови проекти кои уште повеќе го подобруваат и ќе го подобрат развојот на образованието, но исто така ќе бидат потик за идно наше создавање, вечерва на најуспешните ученици и ментори јавно ќе им заблагодариме за нивниот придонес. Учеството на надпревари, манифестации и вонучилишни активности е од големо значење за учениците, бидејќи стекнуваат дополнителни знаења и вештини кои што им овозможуваат појасно да ги креираат своите идни планови. Секој наставник е горд на постигањата на своите ученици, горд затоа што се потврдува неговата заложба
и неговиот труд во создавањето и креирањето на една млада личност која што ќе создава заедничка и успешна иднина на нашата земја. Како училиште се гордееме со нашите постигнати резултати, освоените места и награди на учениците од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевделија. Целиот тим на Јосиф Јосифовски сме горди, чест и задоволство е наше затоа што оваа учебна година имаме повеќе од 240 наградени ученици. Честитки за најдобрите. Сега ги повикувам наградените ученици да примат пофалните од училиштето. Благодарница на Стефан Младеновски за освоено прво место на економската олимпијада организирана од Институт на либерална алтернатива под менторство на професор Снежана Кичукова. Благодарница на Младеновски Стефан за освоена прва награда при Сојуз на математичари на Македонија под менторство на професорката Асмина Папалазова. Благодарница на Тијана Атанасова за освоена прва награда на конкурс за есеј за учениците од средните училишта, организиран од Министерството за образование и наука под менторство на професор Александра Кјаева. Благодарница на Галешкова Љубица за освоена прва награда на државен надпревар по германски јазик при Сдружение на професори по германски јазик на Македонија под менторство на професор Ивана Кркотик-Прошеска. Благодарница на Теодора Сиизова за освоена прва награда на државен надпревар по биологија при Македонско биолошко друштво под менторство на професор Магдалена Ангелкова. Благодарница на Маријана Митровиќ за освоена прва награда на државен надпревар музичка уметност од Сдружение на музички педагози на Македонија под менторство на професор Илија Атанасов. Благодарница на Јовано Џаков за освоен сребрен медал на Македонска економска олимпијада организиран од Сојуз на математичари на Република Македонија под менторство на професорките Снежана Кичукова и Русица Атанасова. Благодарница на Кире Стиков за освоена втора награда на државен надпревар по англиски јазик при Елта Македонија под менторство на професор Андријана Джинова. Благодарница на Калина Лазарова за освоена втора награда на државен надпревар по англиски јазик при Елта Македонија под менторство на професор Јован Сабаджиев. Благодарница на Елена Анчева за освоена втора награда на државен надпревар по биологија под менторство на професорката Магдалена Ангелкова. Благодарница на Калина Лазарова за освоена втора награда на државен надпревар по англиски јазик при Елта под менторство на професор Јован Сабаджиев. Благодарница на Андреј Тимов за освоена втора награда на државен надпревар по биологија под менторство на професор Зорица Лешевска. Благодарница на Узунов Костадин за освоено второ место на државен рецитаторски надпревар при Сојуз под менторство на професорката Бисерка Макревска. Благодарница на Ивана Груик за освоено второ место на државен надпревар во тенис при Федерација на училишен спорт на Македонија под менторство на професор Владко Семенак. Благодарница на Младеновски Стефан за освоен сребрен медал на Македонска економска олимпијада при Сојуз на математичари на Македонија под менторство на професор Асмина Папалазова.
Благодарница на Узунов Костади за освоена втора награда на државен надпревар по македонски јазик под менторство на професор Бисерка Макревска. Благодарница на Удовалиева Катерина за освоен бронзен медал на Македонска економска олимпијада при Сојуз на математичари на Македонија под менторство на професорите Сашо Папалазов и Снежана Кичукова. Благодарница на Грозданов Јован за освоено трето место на државен надпревар по англиски јазик при Елта Македонија под менторство на професор Адријана Джинова. Благодарница на Стефанија Маркова за освоена трета награда на државен надпревар по англиски јазик при Елта Македонија под менторство на професор Адријана Джинова. Благодарница на Миленковски Дарко за освоено трето место на државен надпревар на средни стручни училишта под менторство на професорите Иван Шапкаров, Борче Нечевски и Томе Джинов. Благодарница на Ѓорги Новаковски за освоена трета награда на државен надпревар по биологија при Македонско биолошко друштво под менторство на професор Зорица Лешевска. Благодарница на Калина Лазарова за освоена трета награда на државен надпревар по математика при Сојуз на математичари на Македонија под менторство на професор Зоран Филов. Благодарница на Младеновски Стефан за освоена трета награда на државен надпревар по математика при Сојуз на математичари на Македонија под менторство на професор Јасмина Павлова. Благодарници на училиштен хор за освоена прва награда на државен надпревар за хорови и оркестри од Сдружение на музички педагози на Македонија под менторство на професор Илија Атанасов. Прва награда Деспина Југанова, Михаела Трајановска, Илјана Стојанова, Ѓорги Мицев, Јована Дудова, Јована Допарова, Калина Лазарова, Катерина Јовановска, Симона Дичева, Теодора Ристова, Виолета Василева, Елена Анчева, Јована Ѓореска, Ѓорги Новаковски, Теодора Синзова, Елена Стојанова, Марија Ризова, Ангела Иванова, Ангела Дуганова, Маријана Митровик, Катерина Попова, Кита Накова, Маријана Стојанов, Костадин Узунов, Димитар Новаков, Сергиј Алексов и Теодората Аслава. Благодарници за освоено прво место на државен надпревар по фудбал при Федерација на училишен спорт на Македонија под менторство на професор Никола Караколев за учениците Боев Аврам, Боев Бојан, Демиров Христијан, Велев Роберто, Ѓорески Стефан, Чанов Ѓорѓе, Дуев Димитар, Цуклев Петар, Дучков Лазар, Пешевски Теодор, Баласкаров Илија, Иванов Илија, Петров Јован, Прочков Живко, Атанасов Благоја, Линков Костадин и Чурлинов Александар. Благодарници за освоено прво место на државен надпревар баскет при Федерација на училишен спорт на Македонија под менторство на професорите Владко Семенаков и Трајче Стојанов за учениците Јордан Кузманов, Ристе Букаршијев, Лука Чучанов, Димче Ефтимов и Благоја Тодоров. Благодарници
За освоено второ место на државен надпревар кошарка при Федерација на училишен спорт на Македонија под менторство на професорите Владко Семенаков и Трајче Стојанов за учениците Ристе Букачлиев, Јордан Кузманов, Димче Ефтимов, Коста Танчев, Димитар Мајсторов, Иван Петков, Марко Петковски, Ѓорги Гушев, Мартин Митренцев, Давид Кокочев, Блаже Тодоров, Лука Чучанов и Андреј Ичев. Благодарници за освоено прво место на државен надпревар баскет при Македонска асоциација на средни стручни училишта на Македонија под менторство на професорот Владко Семенаков за учениците Снежана Димитрова, Елена Тасевска, Јордан Кузманов и Ристе Букачлиев. Благодарница на Елисавета Ѓорнакова за освоен сребрен медал на Македонската асоциација на средни стручни училишта на Македонија под менторство на професорката Жаклина Атанасова. Благодарница за освоено трето место на државен надпревар во категорија најдобра драмска представа на масо образовно рандеву под менторство на професор Даниела Чишева за учениците Зоран Добруджиев, Весна Делева, Јована Дупарова, Костадин Узунов, Бранко Проданов, Јован Грозданов, Катерина Јовановска, Андреј Димов, Марија Илкова, Весна Папучиева, Благој Атанасов, Илија Маркудов и Петар Паласкаров. Благодарници за освоена трета награда најдобар штанд масо под менторство на професор Розета Картова за учениците Стефан Савов, Крстен Аковски, Моника Ручкоманова, Мила Стефановска и Христијан Типковски. Учебната година започнавме со следните ученици. Благодарница на Сара Андонова за освоен златен медал на Black and Fish Festival Констанца, Романија, меѓународен, под менторство на професор Марина Галкова. Благодарница на Елена Тасева, севкупен победник на Black and Fish Festival Констанца, Романија, под менторство на професор Ангела Бизоев. Благодарница на Мартина Стојанова за освоен златен медал на меѓународен надпревар по миксологија Струмица под менторство на професор Ангела Бизоев. Благодарница на Викторија Кирова за освоен златен медал на меѓународен надпревар по миксологија под менторство на професор Ангела Бизоев. Благодарница на Ружица Милошевиќ за освоен златен медал на меѓународен надпревар по миксологија под менторство на професор Ангела Бизоев. Благодарница на Бојана Басова за освоена златна диплома на меѓународен надпревар по класични јазици под менторство на професор Мирјана Чанчик. Благодарница на Јована Ѓореска за освоена златна диплома на меѓународен надпревар по класични јазици под менторство на професор Мирјана Чанчик. Благодарница на Фросина Спасеска за освоен сребрен медал на меѓународен надпревар по миксологија под менторство на професор Антонио Какров. Благодарница на Филип Петков за освоен сребрен медал на меѓународен надпревар по
миксологија под менторство на професор Антонио Какров. Благодарница на Сара Андонова за освоен сребрен медал на меѓународен надпревар по готварство и миксологија под менторство на професор Марина Галкова. Благодарница на Филип Петков за освоен бронзен медал на меѓународен надпревар по готварство под менторство на професорот Антонио Какров. Благодарница на Младеновски Стефан за освоен сребрен медал на Winter Challenge 2025 при меѓународна економска олимпијада под менторство на професор Јасмина Папалазова. Благодарница на Илија Велков за освоена сребрена диплома на меѓународен надпревар по класични јазици под менторство на професор Мирјана Чанчик. Благодарница на Узунов Костадин за освоено второ место на меѓународен литературен конкурс Топли гнезда, средби под јаворите, видео Подгорец, во соработка со просветно дело под менторство на професор Бисерка Магнуска. Благодарница на Ивана Груик за освоено второ место на меѓународен турнир во пинг-понг организиран од Гевдион под менторство на професор Владко Семенаков. Благодарница за освоено трето место на меѓународна олимпијада во англиски јазик при КГЛ Македонија под менторство на професор Андријана Джинова за ученикот Грозданов Јован. Ученици кои што се здобија со сертификати: Маркова Стефанија, Оджаков Јован, Улиш Георгина, Стиков Кире, Иванова Ангела, Стојковска Наташа, Дуганова Ангела, Караколев Кристијан, Спасова Јована, Василева Виолета и Велков Илија. Благодарници за освоено трето место на меѓународен надпревар во категорија театарска представа за представата Буре Барут на меѓународен фестивал на уметностите Утринска роса под менторство на професор Даниела Джишева. За учениците: Зоран Кундурџиев, Весна Делева, Јована Топарова, Андреј Димов, Костадин Узунов, Јован Грозданов, Бранко Проданов, Катерина Јовановска, Марија Илкова, Весна Папучиева, Благој Атанасов, Илија Маркудов и Петар Поласкаров. Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гергелија исто така доделува и пофалница на трето 4 клас за покажан најдобар успех во учебната 2024-2025 година. Класот на учителец Нина Решнија. Најсладкото нели викаат на крај, она на што сме особено горди е тоа што нашето училиште доделува пофалница на Ивана Груик за првенец на генерацијата 2021-2025 година. Јосиф Јосифовски категорија. Честитки до Бојана Басова и Јована Ѓореска. Сите оние воучилишни активности не можеа да се реализираат без успешна средношколска заедница. Посебно јас како директор сум преблагодарен на тимот кој што стоеше и кој што ми беше десна рака и кој што активно учествуваше. Затоа Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гергелија доделува
благодарници за активно учество, посветеност и придонес во работата на школската заедница, кои што воедно оставија траен печат во нашата заедничка мисија, градејќи го нашето училиште подобро. И тоа, председател на Средношколска унија Зоран Кондорџиев, благодарница за Слободанка Николова, благодарница на Весна Делева и благодарница на Петија Спасовска. Вечерашната програма ќе ја започнеме со спортски настап. Ученичката Сара Пашалиска под менторство на професорот Кирил Арнаудов ќе изведе елементи од партерна гимнастика. Потоа, ученичките Теодора Сеизова, Калина Лазарова и Елена Стојанова ќе ги пренесат на француски јазик преку адаптирани извадоци безвременските големи пораки на Малиот принц под менторство на професорката Миријана Чанчев, како дел од тимот за превенција и спречување на насилството. Малиот принц ќе ве натера да се преспитате и да сватите дека чувството на пожртвуваност, одговорност и солидарност во остварувањето на одредени хумани цели му помагаат на човекот најпрво да стане господар на самиот себе си, а потоа во заедницата со другите луѓе и господар на целиот свет. Во продолжение ќе проследите 3 точки на англиски јазик, поемата Ив од Радијард Киплинг, игра со зборови мудри зборови и комедија во 2 чина Семејно богатство. Учествуваат учениците Мартина Ангелкова, Анастасија Атанасова, Мелани Букаршлиева, Јана Димитрова, Андреј Димов, Димитар Дуев, Александр Домитрашковик, Магдалена Илиева, Лилјана Мајсторова, Софија Стојанова, Јован Танчев, Анџела Цицмиловик, Душко Чорлинов, Јован Грозданов, Коста Денузунов, Дарко Антонов и Петар Стојанов. Сценографија професорките Розета Картова и Јулија Бекјарова. Техничка подршка Никола Чакаров и Лазар Цуглев. Ментори професорките Емилија Доганова и Кристина Брента. Песната која освои втора награда на Меѓународниот литературен конгрес Средба под јаворите, Видое Подгорец, инспирирана од творештвото на великанот Видое Подгорец, а со тематска определба Топли гнезда. Коста Демозонов, под менторство на професорката Висерка Маковска. На конкурсот за најдобар есеј по повод 80 години од усвојувањето на македонскиот јазик како службен јазик 5 мај, распишан од страна на Министерството за образование и наука, ученичката Татјана Атанасова ја освои првата награда. Ментор е професорката Александра Ќаева. Уживајте!
Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Soyez mes amis, je suis seule. Je suis seule. Après une longue errance, le prince se retrouva dans un jardin avec de roses qui lui semblaient ses roses. Celle qui lui disait qu'elle est unique dans tout l'univers et il devint un peu triste et pleurant. À ce moment, le renard apparut. Bonjour, Bonjour. je suis là, sur le pommier. Qui es-tu? Tu es très belle. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis très triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardonne-moi. Et que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu ici? Je recherche des gens. Mais que signifie apprivoiser? Les gens ont des armes et chassent. C'est très désagréable. Ils élèvent également des poules. C'est leur seul avantage. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Alors que signifie apprivoiser? C'est une chose très oubliée. Sinon, il s'agit de faire des lions. Faire des lions? Bien sûr. Pour moi, tu n'es qu'un petit enfant, semblable à des milliers d'autres enfants. Et pour toi, je suis un renard, semblable à des milliers de renards. Mais si tu m'apprivoises, tu seras uniquement pour moi, comme je serai uniquement pour toi. Je commence à comprendre. Il y a une fleur et je pense qu'elle m'a apprivoisée. Ma vie est ennuyeuse. Je chasse, je suis chassée. Mais si tu m'apprivoises, ma vie s'éclairera. Ton me m'incitera, comme la musique, à sortir de ma tanière. Et le champ de blé, qui ne me disent rien maintenant, me rappelleront tes cheveux d'or. S'il te plaît, apprivoise-moi. J'aimerais bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai besoin de me faire des amis et de rencontrer plein d'autres choses. Nous ne pouvons connaître que les choses qui sont apprivoisées. Les gens n'ont plus le temps de connaître quoi que ce soit. Ils achètent tout chez les marchands. Et comme les marchands ne vendent pas d'amis, les gens n'ont plus d'amis. Si tu veux un véritable ami, apprivoise-moi. Que dois-je faire? Il faut être très patient. D'abord, tu vas t'asseoir loin de moi. Nous nous verrons et nous ne parlerons pas. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir de plus en plus près de moi. Et si nous convenons de nous rencontrer à 16 heures, je me sentirai déjà heureux à 15 heures. Et chaque instant d'anticipation me rendra encore plus heureux. Alors, je découvrirai la valeur du bonheur. Le petit prince apprivoisait le renard, et quand l'heure des ateliers approchait, C'est de ta faute. Je ne voulais te faire rien de mal, mais tu voulais que je t'apprivoise. Et qu'est-ce que tu obtiens avec ça? j'obtiens, le couleur du blé me rappellera tes cheveux. Et va voir la rose, tu te rendras alors compte que ta rose est unique au monde. Ensuite, tu reviendras me dire au revoir et je te confierai un secret. Le petit prince courut voir la rose. Vous ne ressemblez pas du tout à ma rose. Personne ne vous a apprivoisé. Et le renard était un renard ordinaire, mais je n'ai fait mon ami et maintenant il est unique au monde. Vous êtes très belle, mais vous êtes vide. Ma rose est plus importante que vous toutes car je l'ai arrosée, je l'ai protégée. Parfois je l'entendais se vanter ou se plaindre. Parfois elle se taisait. Cet enfant ma rose. Puis il retourna vers le renard. Au revoir. Au revoir. Voici mon secret. C'est très simple. Ce n'est qu'avec les cœurs qu'on peut bien voir.
L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, c'est la vaut la peine de se rappeler. C'est le temps que tu as consacré à ta rose. C'est pour cela qu'elle est très importante pour toi. Les gens ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas le faire. Никогаш да не забораваме. Не со очите, со срцето најде погледаме. Да создаваме нови врски и пријателите грижливо да ги чуваме. Малиот принц има пораки за пријателство и завист. Повелете. Благодарение за прекрасните пораки. Подоцна, благодарение на Јована Дудова и Ева Барзанова и публиката ќе биде почастена со овакви пораки. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet, don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. If you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you give your life to, broken, and stoop and build them up with worn out tools. If you can make one heap of all your winnings, and risk it on one turn of pitch and toss, and lose, and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they're gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but not too much. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And, which is more, you'll be a man, my son.
Фустенот на македонската девојка. Платното го кроеле мајстори, ткајачи од големите градови. Рака за рака фатени конците, гушнати и слепени еден до друг се простирале долго по зедијата. Девојката, која излекувала од дното на златното чекмеџи и тие стопени бели нишки ги прикрепувала на својот стас, милувала еден инаков фустан. Го милувала фустанот искаен од белизите на дивите кокичиња. Тие се јавуваат напролет, по препекот на Божиото огниште, но кај нас не расцветувале ниту в пролет, ниту в зима. Шумските птици го јаделе семето пред да го подаде своето прво стегненце. Благодарам. Изперуваме погледите надолу, за да не ја гледаме неправдата околу нас. Правдата не е привилегија, туку право на секој. Мојот македонски јазик, мој идентитет, културно наследство и јавно. Аз и ти растевме заедно. Јас со првите зборови, ти со вековите зацели. Во секоја приказна што ја слушав како дете, во секој стих од песните на моите предци, тивко се ткаше твојата сила. Македонскиот јазик е коренот на моето постојање, строен и изразен. Вистински белег за македонската нација, како што вели Блажо Конески. Тој е мојата душа, символ на мојот културен идентитет, моје богатство, кој ме прави комплетна и единствена. Зборот е покој, бидејќи на почетокот беше зборот. Така започна се, со зборот, со јазикот, со мислата која доби облик. Македонскиот збор е мојата татковина. Тоа е јазикот на мојот народ, на моите први зборови, на катанките со кои растав, на народните обичаи. Тој е коренот од кој сум липната, сенката под која растам и звезда што ќе ме води дур сум жива. Без буквите, говорот би бил невозможен. Нашата азбука е гласот на спомените, чувствата и соништата. Тоа е крвта. Последната мисла на сите кои се бореле, верувале
понив, ги слушам зборовите на светите Кирил и Методија. Го чувствувам трудот на Климент, духовната и книжевната традиција на Охридската книжевна школа. Кога во 1945 година македонскиот јазик бил кодифициран, Блажо Коневски изјавил, цитирам: "Ние ништо не создаваме, ние само завршуваме." Затоа што литературниот јазик не е дело на еден човек, туку историски процес, континуитет, мост и подадена рака што не поврзува со светите Кирил и Методија, со Охридската книжевна школа, со народното творештво, со македонските писатели од 19 век, со Крсте Петков Мисрков, со Блажо Коневски. Ако сакаме да го заштитиме нашиот јазик, мора правилно да го користиме и да го почитуваме. Мојот македонски јазик е аманет, жарник, светост што треба да ја чуваме, да ја негуваме и да ја браниме.
All's well that ends well. And we share the cafes and celebrate now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make them sway. Like a lazy ocean hugs the shore, holding close, swimming warm. Like a flower bending in the breeze, bending free, swimming. When you dance with that very free, stay with me, swim with me. Other dancer might be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sweat, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Драга публика, ви благодарим што и вечерва бевте со нас и ја направивте вечерта магична. На вас ви посакуваме да останете ведри, насмеани и во добро здравје до наредните од најдобрите за најдобрите 2026. И за последен пат останете поздравени од нас, вашите водители Весна Делева и Зора Кондурџиева. Останете да следите на